Да, добар ден од Струга, градот на мостовите и градот на поезијата, која што по 58 пат и оваа година ќе пулсира во духот на Струшките вечери на поезијата. Многу поети се гости во Струга кои што и оваа година ќе творат и ќе представуваат својата поезија токму пред Стружани и пред сите оние кои што вечерва на официјалното отворање ќе уживаат во поетското читање на поетите. Како што реков, Струшките вечери на поезијата по 58 пат ова година. Утринава започнаа со она традиција со засадување на дрвца, односно представување на лауреатот оваа година и поетско читање во паркот на поезијата. Но повеќе детали околу тоа каква е програмата, колку гости имаме оваа година на Струшките вечери на поезијата ќе ни открие директорот Тодор Чатасовски, кој што е наш гостин во овој дневник. Добар ден, директоре, официјално нели стартуваше вечерва свеченото отворање покрај Дрим, секако нели по онаа традиција. Утринава се засади дрвцето во паркот на поезијата. Кажете ми како стартуваше оваа година манифестацијата? Добар ден. Како и секоја година, Струшките вечери на поезијата имаат една препознатлива структура и форма. И оваа година почетокот беше со свеченото засадување на дрво од страна на лауреатот во паркот на поезијата. Во паркот на поезијата своји дрва имаат засадено сите досегашни лауреати, па така и оваа година романската поетеса Ана Бландјана го засади дрвото како еден символ на долговечност на поезијата и долговечност на фестивалот. Колку точно учесници има на 58-те Струшки вечери на поезијата? На 58-то издание на Струшките вечери на поезијата поканивме 33 странски и околу 30 домашни поети и очекуваме богата фестивалска програма. Оваа година се трудевме да воведеме новитети за кои што се надеваме ќе станат препознати в берег на фестивалот. Еден од тие новитети е поетската порака, која што е составен дел од свеченото отворање кој што се случи вечерва пред платото на Центарот за култура. И таа поетска порака секоја година ќе чита истакнат македонски поет или поетеса. Оваа година често му припадна на македонскиот поет Владо Урошевиќ, за кој во програмата на Струшките вечери е предвиден и посебен портрет по повод неговиот 85 годишен јубилеј. Она што е новина оваа година е исто така заради подигање на нивото на јазична комуникација, меѓутоа и заради вклучување на публиката и заради мултиетичниот карактер и на нашата држава и на Струга како општина, решивме официјални јазици на отварањето, што се користат на отварањето и на затварањето, покрај македонскиот и англискиот, како што беше до минатата година, да бидат и албанскиот, но и францускиот, бидејќи Македонија и официјално е членка на Светската асоциација на франкофонијата. 32 странски поети и 30 домашни. Од каде се има странски поети оваа година? Па од најразлични земји, значи има од европскиот ареал, да почнеме од нашето најблиско соседство, како што е Албанија, Косово, Србија, Босна, Хрватска, меѓутоа и Романија, Бугарија, Грција, Шведска, Германија, Шпанија, Италија, Франција, меѓутоа имаме и поети од Монголија, од Индија, од Иран, така што навистина еден интернационален состав. И за крај само до 26 август трае манифестацијата, но освен во Струга, значи Струшките вечери на поезијата имаат и настани кои што се надвор од Струга. Каде се ќе биде оваа година? Точно, прво во склоп на програмата на Струшките вечери на поезијата, традиционално има читање во Калишта, потоа има традиционално читање и во Охрид и во Света Софија. Меѓутоа, во склоп на традицијата од претходните изданија за поезија на пат, Струшките вечери на поезијата оваа година ќе бидат представени пред публиката во Прилеп, Велес, Куманово и Скопје. Оваа година за прв пат заради погодноста на локацијата, завршниот поетски митинг во Скопје ќе биде во Музеот на современата уметност. Благодарам на гостувањето. Благодарам. Утринава, како што веќе напоменавме со директорот Тасовски, се одржа и пресконференција на која што се представи лауреатката, односно добитничката на Златниот венец оваа година на Струшките вечери на поезијата, Ана Бландјана, која што изрази свое задоволство што е во Струга и што оваа година е почасен добитник. Па во продолжение предлагам да слушнеме дел од незината изјава. За мене Македонија е не само една земја пријателска, туку е една земја
на оваа планета по која чекорел и Орфеј. Нема една поголема поврзаност со поезијата од тој факт. И за крај само уште еднаш ќе потсетиме дека официјалниот старт, односно свеченото отворање на манифестацијата Струшки вечери на поезијата е вечерва пред Центарот за култура Браќа Миладиновци овде во Струга со почеток од 20 часот и 30 минути. Оние кои што се во можност да дојдат да го слушаат изворедното поетско читање, еве имаат покани од организаторите, останатите како што напомена и директорот ќе можат целата манифестација да ја следат преку лајв стримот на Струшките вечери на поезијата. Тоа би било се од ова вклучување од Струга. Студио?